Добро е да има ново лице за директор на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион кој ќе има нова енергија, вели Андон Сарамандов, прв човек на Југоистокот откако на седница во Новосело Советот на градоначалници ја разрешија Жулиета Ѓуркова од директорската позиција на која беше именувана пред година и половина и се уште имаше мандат. Тој во писмениот одговор вели дека тоа било договор на градоначалниците кои утврдиле дека е потребно директор на Центарот да се избира на почетокот на секој мандат на градоначалниците од регионот. Одлуката за избор на нов директор на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион беше донесена едногласно од страна на членовите на истиот. Во изминатиот период по направените разговори со градоначалниците од Центарот за развој на Југоисточен плански регион, утврдивме директор да се бира на почеток на мандатите на градоначалниците од регионот. Досегашната директорка Жулиета Ѓуркова е на оваа функција 14 години и нашиот став е дека добро е да ја наследи ново лице кое би додало нова енергија во работењето на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион со цел на времено остварување на програмата на планскиот регион и акциониот план за нејзино спроведување. Стои во писмениот одговор на Андон Сарамандов на прашањето на ТВ каналот ВИС зошто е разрешена Жулиета Ѓуркова. Сарамандов информира дека на седница на Советот на градоначалници од Југоистокот на 22 јули во Босилово била донесена одлука да се распише јавен оглас за избор на директор на Центарот. Последниве денови се погласни се информациите дека наследник на Ѓуркова ќе биде поранешен пратеник од редовите на ВМРО ДПМН кој потекнува од Југоистокот. До тогаш со оваа институција ќе раководи Јован Коцев, вработен во Центарот како ВД директор. Центарот за развој на Југоисточниот плански регион функционира повеќе од 14 години. Во своето постоење има реализирано над 85 проекти чија вистина изнесува над 15 милиони евра. Улогата на Центарот е подеднакво да го развива регионот со подготовка на проекти и обезбедување пари како од домашни така и од странски фондови. Првиот човек на Советот на 10 градоначалници од Југоисточниот плански регион Андон Сарамандов соопшти дека Ѓуркова останува на раководна позиција во Центарот и градоначалниците од овој дел на државата убедени се дека нејзиното искуство ќе биде од особено значење во понатамошното работење на оваа институција.